Веднаш реагиравме дека всушност значи мора одма да се објават кои се тие производи, кои се тие производители и да им се дадат на граѓаните таа информација со што едноставно, транспарентно ќе бидат објавени оние кои што најверојатно намерно сокриле битни информации за потрошувачите, што представува дел од нечесна пазарна пракса, регулирано со закон, нормално и казниво, и она што значи исправни информации за потрошувачите преку правилникот за информации на потрошувачите кој што го донесува исто од Агенција за храна, го предложи Агенција за храна и ветеринарство и го усвоја и тој функционира. Што треба да се одржи на етикетата на производот, значи, особено поради тоа што имаат и посебни правилници за посебни прехранбени производи, од рибите до млекото, до месото, до така натаму, што треба да се одржат и како да се означат. И ние бевме многу изненадени, не само тоа што беа многу мали казните, а исто така изненадени што не беа објавени овие сторители. Сметаме дека со тоа прават штета на другите кои што сакаат да бидат ревностни, да ги почитуваат законите и начинот на означување. Не е исто ако декларирате млечна маса дека има 20%, а има само 2% и тој производ поради тоа веројатно и цената му е намалена, ние ја купуваме без да знаеме зошто е намалена, фактички има намален квалитет. А тој намален квалитет директно не делува дека ние нешто ќе се разболиме или слично како што кажавте. Меѓутоа сме платиле сепак. Меѓутоа тоа удира по нашиот џеп и по конкуренцијата.